Овој пат на крајот, вообичаено како што мене ми припаѓа таа обврска, ќе се занимавам повеќе со економските реперкусии на еден друг агол од првото тестирање на подготвеноста на институциите да им излезат во пресвет на клиентите кои претендираат на кредитни линии и во деловните банки, и особено на COVID-1 и COVID-2, кредитите бескаматни линии што ги доделува Македонската банка за развој. Денешен мој соговорник е госпоѓата Бошковска Јанковска, директор на Централниот регистар. Сегде во светот тоа е базата на сите податоци што се сливаат, што се однесуваат до правните, економските субјекти, кредитните задолжувања. Дали е тоа така, ќе поставиме прашањето во текот на разговорот. А сега Бошковска Јанковска, добро утро ако ве имаме на линија. Добро утро и на вам, одлично се слушаме, благодарам на поканата. Ви благодарам што одвоивте време. Уште на почетокот да се осврнеме на билансот, откако сите завршни сметки се предадени и веќе се пристигнати и во Централниот регистар. Кажете ми, каква е сликата на македонската економија од аспект на завршните сметки, деловните субјекти, нивната структура, мали, микро и така натаму? Повелете, Јанковска. Вака сега, поднесувањето и обработката на годишни сметки за 2019 година е завршено. Поради прогласената вонредна состојба од COVID-19, ние го продолживме рокот за поднесување, но обработката на овие податоци заврши и навремено и според обработените податоци за 2019 година се поднесени вкупно 79.560 годишни сметки или по видови на работа. Трговски друштва имаат поднесено 60.810 годишни сметки и 3.720 известувања дека немале деловна активност или вкупно 64.530. Сега, од нив 43.672 се микросубјекти, 19.506 се мали субјекти, 852 се средни и 500 се големи. Сега, од тие 44.798 субјекти оствариле добивка при своето работење, додека 19.732 оствариле загуба. Бошковска, само еден момент. Кај овие што оствариле загуба, каков е разликата помеѓу микро и малите компании? Дали на нив паѓа главниот товар или кај големите компании тоа е поистакнато со оглед на фактот дека некои од нив работеа во зависност од движењето на цените на европските и светските пазари? Значи, дека станува збор за податоци земени од трговски регистар, односно од сите трговски друштва во државата. Тоа се вкупно околу 60.000. Споменувам дека станува збор за остварена добивка од околу 44.000 на 798 субјекти, додека за овие 19.732 зборуваме за сите трговски друштва, дали се микро, мали, средни или големи. Значи, тоа се вкупни бројки од регистарот на трговски друштва. Значи, трговски друштва може да бидат акционерските друштва, микромалите субјекти, ДО, ДОЕЛ. Значи, зборуваме од целата база. Имате ли рекапитулари или финансиски биланс колкав е обемот на финансиските добивка, на практично на профитот и на дивидендите, на профитот? Бидејќи трговски регистар го сочинуваат поголем број на микро, мали и средни, и веќе споменав јас дека се само 500 големи, 852 се средни, се останато се микро, мали и средни. А поделбата на микро, мали и средни се однесува на тоа дека ако зборуваме ни за микросубјект, тогаш станува збор за субјект кој што има обрт на капитал до
3 милиони денари или во противредност 50.000 евра и до 10 вработени. Се останато нагоре кога се градира, значи се одиме во мал субјект, тогаш имаме поголем број на вработени и поголем уврт на капитал. Распределбата на микро, мал, среден и голем субјект е следна. Ако сакате, ќе ви споделам во моментот и која е таа поделба на микро, мали и средни субјекти. Не, ајде уште малку сега еден податок кој го читам, меѓу другото врз основа на некои информации пласирани во јавноста. Од самостојни вршители на дејност се поднесени 10.500 годишни сметки. Тоа се практично микро адвокатите и други микромалите. Од нив туку околу 18% или 1800 пријавиле загуба при оданочувањето. Тука има една ситуација која треба да ја анализираме од аспект на можните аплицирања за помош во услови кои владата ќе ги наметне. Меѓутоа, има уште еден аспект. Каква е состојбата кај микро и малите компании до 10 вработени во однос на евентуално пријавените загуби, што може да биде и е еден од критериумите за добивање на така наречените бескаматни кредити кај Македонската банка, и тоа оние 4,5 за туристичките организации, за угостителските објекти. И сега COVID-2 е малку поширок, каде што ќе се добиваат и до 90.000 евра. На крај, ве прашувам, дали завршните сметки се реална слика со како влегуваме во оваа сериозна и драматична ситуација на економски план во Македонија? По закон, Централниот регистар на Република Северна Македонија е евидентен орган, што значи ние ги собираме инпутите што ни ги даваат сметководителите. И тоа се, да не речам со 100%, но со 99% точни податоци. Ние сме сервис на деловната заедница, како и сервис на сите останати институции кои што ги црпат нашите податоци за во случајот објавување на огласи за спречување на економската криза од COVID-19. Во случајов, Развојната банка имаше прв оглас COVID-1, сега COVID-2, и во првиот оглас во COVID-1 се опфатени само оние дејности кои што се најпогодени. Во вториот се опфатени сите правни субјекти. Ние овдека не можеме да ги менуваме бројките по однос на загуба или добивка. Ова е тој инпут кој што го даваме во моментот, односно ова е сегашната состојба со 31.12.2019. Со таа мапа, само еден момент, со таа мапа и со тие податоци, фирмите што сакаат да аплицираат и кои треба да покажат евентуално неповолни економски движења, треба да стартуваат за кредити. Така? Така е. Ако е така, сега прашањето која овде и директорот на банката Кире Наумов го спомна, а мислам дека ја одржавте некоја заедничка пресконференција, колку е ефикасно, колку брзо ќе ги доставувате сите потребни документи што се важни за апликацијата, произлегуваат од Централниот регистар. Од завршни сметки до состојба со вработени, отпуштање и така натаму. Благодарам на прашање. Значи, ние секако одржавме заедничка пресконференција со Министерката за финансии Нина Ангелова и директорот на Развојната банка на Северна Македонија Кире Наумов, каде што објавивме ние дека во услови на светска пандемија од COVID-19, која секако ја наруши ликвидноста на стопанството, неопходни беа заеднички институционални мерки со кои ќе им се помогне на правните субјекти. Сега, следејќи ги препораките и уредбите на владата, а со цел да им се помогне на микро, малите и средните предпријатија,
кои планираат да аплицираат за втората кредитна линија преку Развојна банка, Централен регистар своите податоци ќе ги дава бесплатно, односно станува збор за следниве документи: тековна состојба на кредитобаратаот, потврда за стечена поставка, потврда за ликвидациона поставка и листингот од обработена годишна завршна сметка за 2019 година. Тука дополнително улеснување и тоа што во услови кога треба да се почитуваат препораките за заштита на јавното здравје, странките немаат потреба да доаѓаат во Централен регистар за да ги издаваат, односно да ги земаат потребните документи. Во договорот кој го склучивме со Развојната банка, предвидено е документите од Централен регистар кои им се потребни на кредитобаратерите електронски да ги превземаат самите вработени од Развојна банка. Со тоа комплетно се скратува целата постапка по однос на потребната документација за апликација на кредитот. Марија Бошковска... Независно од тоа што морам да дадам и друго појаснување дека независно од тоа што ние сме електронски 24 часа достапни. Значи секој еден правен субјект, секој едно физичко лице може во било кое време во текот на денот сам да ги извади и електронски документите што му се потребни за огласот. Овде сакаме на вистина да помогнеме на најпогодените, на микрото, на малите и на средните предпријатија, се во насока да се во пресред на сите. Марија Бошковска-Јанковска, директор на Централниот регистар, систем кој е формиран некаде пред едно 18 години, да. Имам уште едно прашање кое е практично во сферата на финансиската циркулација. А тоа е следното. Регистарот треба да почне со акција за бришење на неактивни субјекти, бидејќи секогаш има симптоматичен број на регистрирани компании, а при тоа не се минусираат фирмите кои престанале да работат, не се активни со своите финансиски сметки и така натаму. До кај се стигнати и колкав е тој број на субјекти? Прво да се заблагодарам на прашањето. Навистина создава забуна кога велиме условно ние бришење. Значи ние де факто по закон имаме бришење на субјекти, односно побарање на самите правни субјекти. Дали тоа е по основа на ликвидациона постапка, самиот, значи управителот, овластеното лице со пријава во Централен регистар бара да го изврши субјектот врз основа на потребната документација. Или пак врз основа на стечај, или пак по службена должност по членот од Законот за трговски друштва 552 Б или 552А. А тоа значи дека ако во 3 години последователно нема деловна активност, субјектот ќе биде бришен по службена должност. Или со други зборови, тоа е координирана акција, значи помеѓу УЈП и ЦРМ, каде што се врши тоа бришење по службена должност. Дали сме сега јасни? Од 2016 тоа треба да се регистрира 3 години да се поминати. Имате веќе навестување колкав е бројот? Вака сега, значи субјектот може да, откако ние ќе објавиме листата на бришење, значи ние ги информираме јавноста преку медиумите. Значи и со објава на македонската радиотелевизија, како и во дневните изданија, како и на сајтот на Централен регистар. Значи ние го објавуваме листата за бришење на субјектите. Тоа е важна. Да. Тоа е важна информација со оглед на фактот дека има одредени мешетари кои може така. Значи, веќе кај тие субјекти, ние што ми објавуваме листата дека ќе се врши бришење, пример, ако е за 2016 година, во случајот 17 беше за оваја, ние ја објавуваме и де факто, значи, штом се објавува таа листа, се должни другите, ако се јават доверители, тие може да го оспорат бришењето, односно да се поведат постапка пред судот и да се запрат процесот на бришење на субјектот. Марија Бошковска-Јанковска, директор на Централниот регистар, малку сакам да ве прашам околу едно
една прилично расширена дилема, а тоа е зошто Централниот регистар се уште не е опремен, не е доволно атрактивен или можеби не е доволно активен да биде есенцијална база на сите информации за деловните субјекти, во кои би се сливали информации, да речем, условно од кредитно биро и во однос на тоа колкави стечени постапки, какви се одлусите, односно долгувањата кон или од извршителите, пресудите по одредени стопански спорови и така натаму. Во секој случај, тоа требаше да биде лицето на економските субјекти во Македонија. Дали тој процес е започнат и како мислите дека тоа треба да заврши? Не ви го разбрав добро прашањето, како вие сметкате дека не е Централниот регистар... Дали како Централен регистар кај вас треба да се сливаат сите податоци врзани за тоа колку една фирма е задолжена во една банка, кои луѓе и кои субјекти должат, какви се нивните релации со странство и така натаму. Тоа се треба да на одреден начин да се слива како информација во Централниот регистар. Ако ја тоа добро го разбирам како концепт на развој. Сега, значи Централниот регистар е евидентен орган, како што и веќе напоменав. Секоја регистрација направен субјект оди преку Централниот регистар. Дали станува збор за трговско друштво, дали станува збор за регистрација на невладена организација, политичка партија, не знам, дали станува збор за друг вид направен субјект кој што се дел од регистарот на други правни лица. И сите оние податоци кои што се слеваат од овластените лица по закон, ние ги евидентираме по закон за едношалтерски систем. Сега, за тоа кој колку должи. Ние не можеме да знаеме кој колку должи. Ние ги добиваме годишните сметки и се прави база на податоци од регистар на годишни сметки. Но, она што е за нас сега во моментот и како голема стратешка активност е воспоставувањето на регистарот на вистински собственици. Со регистарот на вистински собственици Централниот регистар ќе се вклучи во борбата против перењето пари и финансирањето тероризам. Поведувањето на регистарот е уврска од новиот закон за спречување на перење на пари и финансирање тероризам, согласно кој Централниот регистар е обврзан да го воспостави и да го води регистарот. Имено, сите правни субјекти ќе бидат должни во регистарот да го запишат нивниот краен собственик, физичкото лице кое има финансиски интерес или остварува било каков вид на контрола врз правниот субјект во Македонија. Тоа значи дека нема више скриени собственици, поединци и компании и нема како ќе допрете на пример до даночните раеви каде што тамо се регистрирани дел од Дозволете ми, значи правната рамка за воспоставување на регистарот е комплетирана и произлегува од релевантните прописи на Европската унија, зашто добивме значителна поддршка од Советот на Европа. Во соработка со ГИС, Германската агенција за меѓународна соработка, изработи детална техничка спецификација за системот на управување со регистарот, при што истиот се очекува да биде ставен во функција во 4-тиот квартал од оваа година. Правните субјекти ќе имаат 3 месеци за да го запишат нивниот краен собственик. Уписот ќе биде комплетно без надомест. Податоците од регистарот ќе бидат јавно достапни за сите, што представува голем исчекор кон транспарентноста во правниот промет. Централниот регистар активно членува и во работната група за вистински собственици во рамките на Европската асоциација на бизнис регистри, што значи дека регистарот се креира според сите релевантни прописи и стандарди на европско ниво. Која е запретената казна за оние кои, например, и покрај овие обврски ќе ги сокријат својот идентитет на собственост? Тоа сакав и да завршам само мислата. Значи, целиот процес во рамките на правната рамка и самото техничко решение се одвива во тесна соработка со Управата за финансиско разузнавање, бидејќи соработката помеѓу овие две институции ќе биде клучна во спроведувањето на законите. Инаку проектот е во крајна фаза на развој и се очекува дека за 2 до 3 недели ќе пристапиме кон тестирање на истиот. Во исто време,
се вршат и подготовки за надграда на регистарот со видеоупатства, со навигација на албански и на англиски, поради различност на системот. Сега, по однос на она дополнително прашање, она вие што ми го поставивте, колку на вистина ќе ја имаме вистинската слика, тоа прашање се остава во случајов на физичкото лице или правниот субјект кој што ќе потпише изјава по полна кривична и материјална одговорност дека податоците што ги дава во регистарот на вистински сопственици се на вистина вистините. Тогаш, ако не се вистините, настапува Кривична одговорност. Агенцијата за финансиско разузнавање. Да, но тоа е важен елемент да се заврши овој проект, бидејќи знаете, ќе дојде некој да добие слика за својот иден партнер и одеднаш наместо АЧ му се појавува МБ или наместо стил некоја компанија се појавува, не знам, некоја сосема известна или неизвестна компанија. Како е можно да се избегне таквата манипулација? Колкава ќе биде казната за оние кои не ќе сакаат да го откријат својот идентитет на собственоста? Титуларот да го откријат? Сега јас не можам да зборувам за износот на казните, бидејќи навистина не знам кој ќе биде износот на казната, но секако ќе бидат високи кога станува збор за недавање на точни информации, односно недавање на вистински податоци според Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. Добро, инаку тоа до сега беше една од јавните критики на можеби малку целиот систем околу евидентирањето на скриените собственици, титулари, дотолку повеќе што многу пари се изнесува државата, многу така наречени офшор фирми имаат, располагаат со огромен капитал кој го внесуваат во нашава земја и се обидуваат да го легализираат. Марија Бошковска Јанковска, директор на Централниот регистар, при крај. Регионот е се повеќе свртен или ќе мора да биде свртен кон собствените потенцијали во економската размена, во билатералните контакти, во можните joint venture аранжмани и сите други допуштени системи на економска комуникација. Што стана со проектот во кој централните регистри би требало да ги поврзат своите информации и податоците со бар во најбална рака со некакви регионални рамки, Србија, Бугарија, Албанија и така натаму. Дозволете ми. Значи, ние веќе го воспоставивме регионалниот регистрационен портал, каде што веќе и сме ние вмрежени со податоци од српскиот регистар АПР и ЦРМ. Тоа е дел од берлинскиот процес. Веќе таа платформа и функционира, која што е наречена bifidex.com, на која што и самите граѓани може да отворат и да видат како функционира. Кон таа платформа веќе е подпишано ширење на приклучување на порталот од страна на Црна Гора, Босна, Албанија. Во преговори сме и со останатите, и со Хрватска, и Словенија. Во преговори сме и со останати други земји, како например Бугарија, која што би било одлично да се приклучи на порталот. И паралелно со тоа функционираме по принципот на членување во управен одбор од сите земји членки, каде што јас при самото формирање на тој регионален регистрационен портал, јас бев првиот председател на управниот одбор на водење на Bifidex, кој што е комплетно спонзориран од Европската банка за обнова и развој. Добро. Сосема за крај, за она што на почетокот го стартувавме разговорот, Бошковска Јанковски, сакам да ве прашам, откако ви се достапни сите завршни сметки, каква е крвната слика на македонската економија? Минус, плюс, колку се во сериозен минус или можеби некој од нив ќе доживеат и евентуална стечајна или ликвидацијна постапка и банкрот?
Неблагодарно е да се шпекулира и да се зборува за тоа што би било во иднина. Навистина не би можела да кажам, бидејќи сепак Централниот регистар е евидентен орган и само прима инпут и формира база на податоци. И самите можете да заклучите дека ако имаме во трговски регистар околу 60.000 субјекти, а само 19.000 имале загуба во своето работење, тоа не значи дека загубата станува збор за некои екстремни износи, бидејќи зборуваме за многу мали субјекти, за микро, мали и средни. Така да не би можела да шпекулирам дали ќе биде пред банкрот или стечај или ликвидација. Ама тоа е важен податок, бидејќи Сојузот на стопански комори инсистира дека над 80-90% од активните субјекти припаѓаат кон ова мала, микро и групација. Тоа би требало да ја направи крвната слика пофлексибилна, колку би биле тие отпорни на оваа финанска криза, колку и на каков начин тие може да очекуваат да аплицираат за ефтините кредити и за владините мерки, до толку повеќе што според мене стартот на аплицирањето за кредитите не е така, условно кажем, динамичен и драматичен да мислиме дека сите ќе аплицираат и сите се со негативно салдо. Што вие мислите? Јас не би можела да дадам точна проценка за тоа колку би аплицирале за кредитот. Сепак тоа е волја на секој правен субјект дали ќе ги користи кредитите или не. Но ова се податоци, да бидеме јасни, што јас денеска ги споделив со вас е до 31.12.2019. Добро, до тогаш се и завршите сметки, да, повелете. Може би би било најдобро да имаме некое полугодишно известување од страна на правните субјекти, една мини завршна сметка заклучно со 36 и дури тогаш ние да видиме колку навистина правните субјекти се погодени од економската криза предизвикана од COVID-19. Бидејќи вака ние можеме само да правиме некоја си груба проценка. Да, навистина, најпогодени се оние дејности за кои што и Развојна банка објави оглас COVID број 1, како што и тие самите го нарекуваат. Сега, тие субјекти, ако станува збор за кои се тие најпогодени дејности, кои се тие најпогодени микро, мали и средни компании, станува збор за во база од дивиденцирани правни субјекти со овие шифри на дејност, се околу 10.000. Но, од тие 10.000, 3.200 компании, односно микро, мали и средни, воопшто не покажале никаква деловна активност до 31.12.2019. Значи немале деловна активност. Добро, Бошковска Јанковска. Останатите 7.000 се тие кои што се најпогодени. И нивната волја е дали ќе ги користат бенефитите што им ги дава Развојна банка, а и останатите институции е нивно право. Ние не можеме тука да даваме никакви проценти. Односно, Добро, благодарам. Само уште при крај ме молам. Централен регистар направи завршна сметка, колку сте во добивка, бидејќи важите за една од добростоечките институции? Значи, колку има отворена добивка во изминатата 2019 година со 11 милиони денари. Грубо. И што ќе правите со тие пари? Порано, колку јас знам, имаше некои проекти да се градат нови згради и така натаму. Нешто од тоа пропадна? За жал, да, навистина. Нето добивката што остварува Централен регистар во изминатите 6 години ги користеше за изградба на комплетно некористен објект кој што се уште стои како споменик и не е функционален. Односно немаме никаков бенефит од него. Што не го продадете? Во овој момент, Што не го продадете, таков каков е? Немаме имотен лист за да можеме да го продадеме. Треба да добиеме имотен лист за да може да го продадеме. Имаме предимотен лист. Листови за предбележување. Значи, де факто е комплетно нефункционален тој објект. Се надеваме дека ако би добиле имотен лист, и дури тогаш
со одлука на управен одбор ќе видиме како би постапили со одлука на владата, како ќе постапиме со тој објект. Директорот на Централниот регистар Марија Бошковска Јанковски беше гостин во утрински брифинг. Ви благодарам за одвоеното време. Се гледаме во студиото откако сите овие пандемиски амбиентални услови ќе попуштат барем во надеж дека ќе можеме нормално да комуницираме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вам. Секој е добро и имајте убав ден. Благодарам уште еднаш. Тоа беше уште еднаш повторува Марија Бошковска Јанковски, директор на Централниот регистар.